Интересирањето на туристите од Македонија за летување во Турција значително е намалено во однос на претходните години. Ова го покажуваат резервациите во туристичките агенции. По терористичките напади, но и спречениот обид за државен удар, поголем дел од граѓаните велат дека годинава се предомислиле да летуваат во Турција, но како непожелни дестинации во овој период тие ги наведуваат и европските метрополи како Франција и Германија по се почестите напади таму. Доека поголем дел од граѓаните велат дека би патувале во овие земји само ако е неопходно, има и такви кои и покрај се почестите напади велат дека тоа не може да ги убеди да се откажат од овие дестинации. Па мислев во Турција да идам, ама не идам. Зошто е? Па ето од такви причини, колку терористички напади имаше, нон-стоп загинуваат луѓе. Па може би би одел у Турција, во европски држави во овој момент не би одел, ама стварно е поноси се седи дома и да се биде тука у близина сепак. Не, јас бога ми не би патувала. Не би патувала затоа што тоа се све групни изегувања, овона, а напаѓачот иде тачно таму кај што е гужвата. Ја би патувал. Што и да биде. Не знам, светот е Ја би патувал. Си обесен. верувам малку и во судбина. Што ќе се случи, нека се случи. Само да прошетиш. Туристичките агенции кои имаат договорени аранжмани за ова лето во Турција продолжуваат да организираат патувања. Стравот од нападите влијаеше и врз намалување на цените на аранжманите. За непознатите турски летувалишта може да се најдат поевтини аранжмани кои се движат и до 300 евра во хотели со 4-5 звезди. Од агенциите велат дека резервации за Турција има, но ниту приближно како минатата година. Туристичките работници од друга страна наведуваат дека допрво треба да има биланс за интересот за патување во Германија и Франција, бидејќи тоа се дестинации каде се патува за време на празници и оти тие не се толку атрактивни во летниот период. Како и да е, најголемо откажување има на летувањата во Турција, вели Ангел Иванов, собственик на туристичка агенција. И во зависност од дестинацијата и земјата, секако дека има отежување. Мислам дека за Турција моментот е некаде половината, барем половината од оние луѓе што платија и што имаа намера да одат се откажа. И мислам дека до крајот на месецот, оние што се таму и некако се заврши тој годишен одмор и ќе се вратат, но за август мислам дека одзивот е минимален. Венко Спасов, собственик на туристичка агенција, вели дека граѓаните се загрижени по терористичките напади во Ница, но има примери кои зборуваат дека последниот напад не ги убедил лесно македонците да се откажат од оваа дестинација. Имаше еден пример на патници кои што патуваа за Ница 2 дена пред случувањата, односно 2 дена откако се случи. Малку со страв, меѓутоа сепак луѓето си отидоа бидејќи им беше платен и аранжманот, и хотелот, и авионските карти. Дека ризикот од патување во некој земји е зголемен, зборува и тоа дека агенциите без надомест ги откажуваат патувањата во некои дестинации.